Балансирана и умирана исхрана во бременоста, што значи тоа? Билјана Ристевска, повеќе детали на темата. Добро утро. Во најубавиот период за секоја жена, чинам дека бременоста, прво нешто што секоја идна трудница и трудница треба да го знае, тоа е дека треба исклучително да внимава на своето здравје. Исхраната е клучен фактор. Останала она народната, во бременоста се ти е дозволено. Се ли е дозволено? Секако дека не е дозволено се во бременоста, како што не е дозволено во текот на животниот век, нели, се да се конзумира од храна, доколку сакате да постигнете некој оптимален баланс во поглед на општата здравствена состојба на индивидуата. Што значи избалансирана исхрана за време на бременост? Тоа значи дека треба да бидат добро избалансирани сите дневни оброци. Практично, внесот на хранливи материи треба да биде пропорционално избалансиран. Најмногу, нели, од процентуалната застапеност на храна треба да отпене најаглените хидрати од 40 до 50%, понатаму следат мастите, кои што, нели, се со од 20 до 30% и протеините од 10 до 25%, во зависност, ова овие варираат во зависност, нели, од здравствената состојба на индивидуата и, нели, од возраста на секој пациент. Билјана, убаво да објасниме јаглехидрати, тука нема бурек и симит. Да објасниме во делот на јаглехидрати, на протеини, да бидеме поподатливи. Така. Значи, кога говориме за јаглени хидрати, посебно ние нутриционистите, никогаш не мислиме на бел хлеб, никогаш не мислиме на макарони, на шпагети, на, нели, сендвичи, на пити, на буреци. Јаглените хидрати се главен извор на енергија во нашиот организам, во човековиот организам и практично таму ја влечеме целата на енергетска компонента за текот на еден ден, па и понатаму во текот на животот. Јаглени хидрати преку целозрнести житарки, јаглени хидрати преку добар внес на овошје во текот на денот, јаглени хидрати преку внес на одредени видови на зеленчук во текот на денот. И морам да напоменам, протеините секако дека треба да бидат застапени, меѓутоа исто протеините треба да се знае нивниот извор. Не секој протеин е квалитетен протеин и не секој протеин се врзува во нашиот организам 100%, односно во поголема мера. Протеините треба да бидат, нели, внесени преку јајца, преку млеко и млечни производи, преку месо и риба и преку, нели, растителните протеини внесени преку граф, грашак, леќа, кои што верувајте имаат мешунките повеќе да се активираат. И печурките секако дека содржат голема концентрација на протеин. Меѓутоа, јаглениот хидрат е најмногу застапен од причина што се грижи за доброто општо здравје. Практично преку јаглените хидрати ние ги внесуваме сите витамини и минерали, посебно преку зеленчукот. Внесуваме голема концентрација на минерали кои што се неопходни за текот на бременоста. Тука ќе дадам, нели, посебен акцент на железото како есенцијален минерал кој што мора да биде во добра кондиција во текот на бременоста. Иако жената во текот на бременоста нема, нели, менструални крварења во текот на месецот, меѓутоа повеќе концентрација на железо оди во фетусот, односно во бебенцето, и од таа причина се зголемува дневниот внес на железо во текот на бременоста, доаѓа некаде од 30 мг во текот на еден ден и некаде после на вториот триместар веќе храната не може да ги задоволи овие дневни потреби и треба тука да се суплементира, нели, секако, меѓутоа тоа во препорака, нели, со препорака и консултација на вашиот доктор. Да се разбира со гинекологот. Или нутриционистот, не со кој што соработува со вас, точно. Не нутриционистите, така, не нутриционистите смееме, имаме право, нели, да суплементираме во текот на нашата подготовка на едномен или на програма. Суплементи смееме, лекови не смееме да препишуваме и даваме. Па и чина би дека не ги препорачувате многу, но ајде таа е друга тема. Кога го споминавте железото, прва асоциација ми е спанаќе од блитвата, така останало да биде прва асоциација на внес на железо во организмот. Може ли малку тука да објасниме како вистински ќе се абсорбираат тие хранливи материи кои што ни се потребни во делот на комбинацијата на спанаќето? Железото е многу важен фактор, нели, за продукција на црвени крвни клетки, за добра референтна вредност на хемоглобинот во нашиот организам, меѓутоа и за одвивање на многу реакции во нашето тело, биохемиски реакции. Со самото тоа,
уште пред да се планира бременоста, треба да се доволно допингува, односно внесува железо во текот на нели оној период кога планирате да зачнете. Железото го има во многу видови на храна, освен нели како вие што напоменавте спанаќот, нели прво асоцира дека е зелено, така. Да, нели спанаќот железо, меѓутоа железо има и во портокаловата леќа, железо има во чија семето, кој што треба да се конзумира во текот на нели пред зачнување, во текот на бременост, има во жолчката од јајца, има во многу хранливи материи, во месото, во црвеното месо има нели поголема концентрација на железо. И сега ограничувањата кои се во внесот нели на овие хранливи материи, секако дека ограничувањата колку вие на месо ќе внесете денес или колку чија семе треба да внесете, зависи од вашата општа здравствена состојба и зависи од телесната маса која што носите во моментот. Посебно ако сте нели бремени, бремените жени значи во бременост влегуваат некои со намалена телесна маса, односно послаби од тоа што треба да бидат, некои влегуваат со средна, односно оптимална телесна маса, меѓутоа некои трудници веќе влегуваат со гојазност, односно преголема телесна маса, и секако дека за сите овие три вида на трудници не е исти дневниот внес на хранливи материи во текот на еден ден, и секако дека не е исто зголемувањето, односно накачувањето на телесна маса во текот на бременоста. Што се препарачува? Значи не може сите овие три иста голема, нели исти број на килограми да стават во текот на бременоста. Дозволено е значи секој вид на овој зеленчук доколку трудницата нема проблем со нели диабет, односно шеќер, овошјето е секако дозволено, меѓутоа доколку земете 2 порции овошје, на база на тие 2 порции овошје треба да земете 4 до 5 порции зеленчук. Зеленчукот секако дека е на прво место, од причина што има голема концентрација на минерали, како што ги напоменав, меѓутоа голема концентрација исто на вода во истиот, која што е многу важна за текот на бременоста. Бремената жена мора да остане хидрирана, никако не сме да дехидрира. Со самото тоа нели имаме добар развој на фетусот и на плодот, забирајќи мајката нели преку незината исхрана, дел од исхраната трансферира, односно влегува во нели во оној раст и развој на новороденчето, односно бебето кое што се наоѓа во утробата на мајката. Во делот на килограмите, што е дозволено, колку се препарачува? Вака, значи во првиот триместар не треба да правиме никаква разлика. Возрастна жена и бремена жена исти дневен калориски, односно енергетски внес. Доколку една возрастна жена внесува од 2200 до 2300 калории во текот на еден ден, исто треба да внесува и бремената жена во текот на првиот триместар. Меѓутоа, после првиот триместар се зголемува, односно се потребата за енергија кај трудницата, што тогаш имаме, додаваме само 300 калории плюс нешто повеќе од тоа. Значи, доколку сте внесувале 2200-2300, сега од 2500 до 2600 калории во текот на еден ден, што верувајте, многу трудници, односно бремени жени, сметаат дека е малку и велат, нели, јас морам да јадам повеќе за нели да биде бебето како што треба. Ајде да ги објасниме тие митови, вистина, што сосема е мит дека бремената жена треба да конзумира еднаш до 2 пати повеќе храна од тоа што конзумирала пред да остане бремена. Значи мит е дека бремената жена не треба да биде физички активна, но треба да биде пасивна, дека нели или уште поголемите тоа дека во бременоста можете да конзумирате секако вид на храна и се она што ви е желба да исконзумирате. Никако не смеете да конзумирате пржена храна, никако не смеете да внесувате трансмасни киселини, никако не смеете да внесувате сувоместати производи, никако не смеете да внесувате разни видови на сосеви кои што се индустријски добиени, како што се мајонезот, некои одредени видови на кетчапи и нели хопли, сето тоа што е индустријски добиено треба да биде сведено на минимум. Можеби трудницата има нели желба и порив некогаш за некој ваков вид на храна. Оправдано и здравствено дека се зголемува желбата за одредена храна или дека постојано желбата за глад постои? Сега вака, значи тоа воопшто не е оправдано. Добре. Има трудници кои што велат нели се пушачи, па вели во текот на бременоста не можеме или има зголемена потреба од никотин. Мислам тоа е апсурд. Сакате да велите дека психата повеќе игра улога? Секако дека психата игра повеќе улога, затоа што не може вие да велите дека до вчера сте конзумирале минимум количина на шеќер и сега бременоста многу ви бара. И велат нели бебето бара, бебето ништо не бара во тој момент. Вие самите нели психолошки подлегнувате на некои видови на храна од проста причина што можеби
се вкусни и си давате некако грейс период некој, па добро, сега сум бремена, после ќе ги намалам овие килограми, дај сега да пробам, се вадиме на тоа што се бремени. Ако некој ви рече, сте се поправи, па добро, нели, бремена сум сега. Ако тоа ви го рече во нормални услови, некако многу ве допира психолошки. А вака е оправдано. Вака е оправдано, точно. Не, оправдано во наводници, мислам, ништо тоа не е оправдано, заради тоа што самата мајка идна, понатаму ќе се мачи со тие одвишок килограми, меѓутоа килограмите одвишок не се најголемиот проблем со ваквиот днесна храна. Поголем проблем е здравствената состојба на таа идна мајка. Заради тоа што во текот на бременоста, да, вие ќе генерирате повеќе енергија, ќе сте имунолошки, затоа што знаеме, нели, во текот на бременоста се примаат разни витамини, имунитетот малку, нели, се накреви, вие сметате дека можете да се носите со тие килограми, со таква здравствена состојба, меѓутоа првиот удар веќе и таа мајка го доживува кога ќе почне, нели, кога ќе го роди малецкото и кога ќе почне да дои. Тогаш паѓа енергијата и тогаш се чудиме зошто јас, нели, во текот на целата бременост супер бев, ама сега некако енергија немам 0% и не можам, нели, дури ни малецкото да го пофатам во рака. Сето тоа е резултат, нели, на начинот на исхрана во текот на овие 250 дена од бременост. 9 месеци. За оној период кој што го споменавте, периодот во кој што мајката го дои бебето, вела дека 9-тиот месец, односно последниот од бременоста, е подготвителен во делот на лактацијата, во делот на сите материи, хранливи материи кои што треба да ги содржи млекото, а и што треба да се внимава да не ги направи оние колики потоа кај бебенцето. Во текот на последниот месец од бременоста, сега не секој додржува до 9-тиот месец, затоа нека тоа почнува во последниот триместар. Нели, 7-тиот, 8-тиот и 9-тиот месец, што знаеме, многу често се раѓаат, нели, дечиња во 7-ми, 8-ми месец, нели, до 9-тиот веќе секоја често, ако се додржи, односно, нели, треба да биде точно до 9-тиот месец. Се подготвува самото тело, односно дојките се подготвуваат, жлездите млечни се подготвуваат за лактација. Во тој период може да се случи, нели, да имаме прокапување на одредена количина на прозирна течност, односно млекце од самите дојки на идната мајка. Во овој период мора да се внимава на внесот на протеини, како што напоменав, заради тоа што нашето мајчиното млеко изобилува со голема количина на вода. Протеините се малку помалку застапени, меѓутоа оваа количина на течност која се одржи е сосема доволна за, нели, за растот и развојот на новороденчето во текот на првите месеци. Протеините преку што да ги внесе, нели? Има трудници на кои што во првите 3 месеци им се, нели, се случуваат оние гадења и не може да конзумира доволна количина на месо, на храна од животинско потекло. Сега е екот на овие последните 3 месеци да ги внесат тие хранливи материи кои што ги направиле дефицитарни во текот на првите 3 месеци. Тука, значи, треба да се внесува храна, нели, домашно подготвено, значи, телешко месо, понатаму мисиркино месо, рибата да биде застапена 2 до 3 пати во текот на неделата е сосема идеално, заради оние омега-3 масни киселини, кои што се навистина многу важни, посебно за растот и развојот на мозочната структура на малото, она ДХ, омега-3 масна киселина, која што најмногу се наоѓа во мозокот, во мозочните клетки, 90% од нашиот мозок е ДХ, односно, нели, омега-3 масна киселина, која што се наоѓа во одредени видови на храни. Мајката во текот на овој триместар и во текот на целата бременност треба да ги внесува тие видови на храна. Тука е морската риба, скушата, значи скуша треба да се внесува во текот на овој временски период. Епа киселината е исто многу важна, значи таа антиинфламаторна киселина која што не дозволува инфламации при пораѓањето и не дозволува инфламација по самото раѓање на новороденчето. Исто овие омега-3 масни киселини се многу важни за развојот на видот кај новороденчето и мора да бидат застапени. Има трудници кои што навистина се лишуваат од овие компоненти во текот на бременоста, не знам од која причина, од кои обедувања, не внесуваат, например, ниту месо, ниту сирење, ниту јајца, меѓутоа секако дека тоа ќе има последици понатаму. Не мора веднаш, нели, ќе речете, јас здраво право го родив, добро детето. Не, тоа не се случува веднаш. Меѓутоа може во 15-тата година од растот на вашето детенце да се случи некоја промена, нели, со видот кај дечињата и сето тоа си го влечеме ние уште од утробата на мајката. Кастите плодови треба да бидат застапени, исто тие како добар извор на протеини.
во текот на денот, не повеќе од 30 грама кај на трудница. Понатаму треба да бидат застапени житарките кои што ги напомена во комбинација пак со некој протеин, за да внесеме растително влакно во текот на ова 3 месече, со самото тоа да имаме добра перисталтика, односно бремената жена да има полесен пораѓај и да нема несоодветно и неадекватно празнење на цревата, што е многу важно во овој триместар. И за добра лактација по самото породување веднаш треба да се почне со конзумирање на поголема количина на течност. Кога говорам течност, не мислам на млеко, затоа што многу често кај нас точно, не мислам на боза, затоа што многу често кај нас овде постои она верување, дај написе неколку чашки млеко, да имаш млеко. Јас не познавам ниту една крава на која што ја даваат млеко за да даде млеко. Напротив, кравите како главен извор ние кои што го познаваме на давање на млеко, пасат трева и секогаш велат оди да не се кравата на поросната ледина. Тоа истото важи и за нас, жените, кои што сакаме, кои што сме во процес на бременност и сакаме да лактираме понатаму детето да го доиме, треба да внесуваме посирова храна, свежа храна, која што ќе прави добра имплементација на млеко, односно ќе ги иницира нашите млечни клетки да даваат поголема количина на млеко, односно не поголема количина, туку некаква адекватна количина која што ќе му треба за да исица вашето малецко. Самиот наш организам, верувајте, знае. При секој подој знае колку за следниот да спреми млеко и самото тоа значи е универзално кај секоја жена, меѓутоа и уникате целата таа постапка на доење. Посветивме убаво внимание на трудниците. Се надевам дека се благодарни за советите кои што успеавме да ги пренесеме. Најубавиот период, чинам дека за секоја жена, особено ако е сега во овој летен период кога имаме изобилство особено на пазарите од бои, велите дека треба таа храна да биде најмногу застапена и се надевам дека ќе уживаат токму во тој период. Ги ја споминавте течноста, ја споминавте водата, чинам дека најмногу треба да биде застапена сега, во овој период кога се многу високи температури. Сега, кои кај бремените жени, исто дека се зголемува нивото на течност во текот на бременоста, доколку една возрастна жена конзумира од 2 до 2.200 мл вода во текот на денот, кај бремените жени тоа оди некаде до 2,5 литри, меѓутоа морам да напоменам дека таа вода треба да се внесува постепено, никако наеднаш, ништо повеќе од 200 мл течност наеднаш не треба да биде внесено. Исто така природно цедените сокови се добри за во периодот на лактација, тука преку нив внесуваме течност, меѓутоа и домашно подготвените супи. Дали тоа ќе биде обична зеленчукова супа или ќе биде супа подготвена од телешка коска која што добро ќе ја свариме, па ќе додадеме бујонот кој што ќе го добиеме, па ќе додадеме одредена количина на зеленчук во истиот. Со самото тоа правиме добра и продолжена лактација, значи не да престане млекото после месец-два. Некаде барем да има до 8-9 месец малецкото да цеца. Благодариме за гостувањето. Секогаш наш драг гостин. Се гледаме, се разбира, и на други теми. Денеска темата беше посветена на жените кои што се пак ќе кажам во најубавиот период. 9 месечен се надеваме, во целост. Да, благодариме за гостувањето.